Уште едно убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што во следните 30 на минути ќе се дружиме заедно и низ едукативни разговори ќе споделуваме со вас најразлични совети на многу интересни теми. Останете тука, почнува новиот Урбан блок, а еве што ќе гледате во него. Во новиот Урбан блок ќе гледате како да се справите со стресот со пишување на листа за белешки, импланти, повеќе информации на оваа тема и болки во зглобовите. Како да се справите со овој проблем? Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан блок. Може би во некој од изминатите емисии имаме зборувано на тема импланти, но никогаш не сме ја разработиле подетално. Затоа во следните неколку минути низ едукативен разговор со нашите стручни соработници ви откриваме што всушност се импланти и сето тоа што е поврзано со нив. Здравите заби се неопходни за нормално функционирање на организмот. Ова е најважно од се. А одамна знаеме дека насмевката, која не е убава, одамна веќе не е ни социјално прифатена. Затоа не чуди што се повеќе пациенти се интересираат за постигнување на холивудска насмевка, а со тоа и се повеќе се интересираат за вградување на забни импланти. На оваа тема денес поконкретно зборуваме со нашиот стручен соработник, доктор Ивица Лукановски, во продолжение. За да започнеме со постапката на имплантирање, за да имаме што подобар успех при самата постапка, треба да направиме прво едно посериозно планирање. Подготовката за поставување на имплантот започнува со самата анамнеза на пациентот, односно многу ретко од нашите колеги кои бара крвна слика на пациентот, проверка на витамин D3, остеопороза, како и холестерол и замастеност во крвните садови. За да продолжиме понатаму со постапката, треба да направиме еден преглед и анамнеза, односно да направиме прво едно 3D рентген снимка на која што ќе ги утврдиме сите анатомски структури, односно структурите на носот, коските, виличните односи, синусот, мандибуларниот канал, густината на коската и така натаму, се во позиција да ни овозможи подобро планирање за поставувањето на имплантите. Многу пациенти знаат да дојдат и да постават прашање колку чини еден имплант. Мораме да бидеме многу јасни и прецизни во одредувањето на цената на имплантот. Што значи тоа? Не е секој имплант изгледа кога ќе го поставиме и кога ќе завршиме финалната работа како што изгледаат на сликите на интернет, по социјалните медиуми, многу ординации што се рекламираат. За да дојдеме до тој успех, прво треба да направиме убава проценка на местото каде ќе го поставиме имплантот. Да се одреди состојбата на меките ткива. Дали имаме потреба од графтирање на меките ткива, дали имаме потреба од ставање на вештачка коска, односно ставање на коскени графтови или коскена аугментација. За понатаму да го одредиме протецкото оптоварување на тој имплант, дали ќе биде конструкцијата на штрафење или ќе биде цементирачка конструкција, дали ќе бидат повеќе импланти во една конструкција, дали ќе бидат поставени мултиунити или ќе бидат поставени сол абатмент. Сето ова допринесува за одредувањето на видот на имплантот кој ќе го поставиме, самата протецка конструкција која ќе се обработи, а заедно со тоа се формира и цената на самиот имплант. Понатаму, откако ќе го направиме ова, прво пациентот доаѓа по информација при екстракцијата на самиот заб. Значи, планирањето на поставувањето на забите треба да се разговара со пациентот што планира понатаму со местото на извадениот заб. Дали ќе направи мост, дали ќе оди со имплант, дали со некоја друга протецка конструкција. Меѓутоа, од тој момент започнува планирањето на поставувањето на имплантите. Постојат повеќе видови на имплантирање. Како што напоменав и сега, поставувањето на имплантите може да биде во истиот момент, кога ќе се извади забот, или да биде одложено поставување после 3 до 4 месеца по вадењето на забот. Сега, доколку се одлучиме за првата варијанта, значи однапред треба да го испланираме просторот, минимум да имаме 3D CBCT скен, значи каде што ќе ги одредиме точно анатомските структури, формата на алвеолата, точно да се прецизира каде ќе го поставиме новиот имплант, меѓутоа веднаш да се испланира и поставувањето на протецката конструкција.
Ова имплантирање по вадењето директно на забот и ставањето во истата алвеола го нарекуваме имедијатно имплантирање на забот. Сега, за да ја поставиме протецката конструкција, тука можеме да имаме моментално оптоварување на самиот имплант или пак одложено оптоварување кој ќе го ставиме после 4 до 5 месеца, значи поставувањето на самата коронка врз забот. Од што ни зависи тоа? Првичните фактори кои ни влијаат тука ни се анатомските структури, односно процесот како ќе ни оди екстракцијата на вадењето на забот. Доколку имаме лесна екстракција, каде што нема да повредиме ниедна од анатомските структури, односно од алвеоларниот гребен, да се запази гингивата, висината на ткивото, на околните структури, обезбедиме висок торк при штрафењето на имплантот, значи каде што имаме квалитетна коска во вилицата, можеме да направиме и моментално оптоварување на тој имплант, односно веднаш, односно за ден или два да поставиме зап на изваденото место, односно да го замениме веќе извадениот зап. Во останатите случаи, каде што немаме овие услови, односно тој притисок кој го прави имплантот во коската е помал, односно ни дава некоја нестабилност и му треба време за негово интегрирање, имплантирањето, односно поставувањето на забот, ќе го направиме после 4 до 5 месеци од поставувањето на имплантот. Или пак, во најлош случај, кај што ќе се појават големи дефекти на коската, потребно е да направиме коскено аугментирање, во некој случај пресадување на меко ткиво, па после тоа одиме на одложено поставување на имплантот. Исто, најмалку ќе бидат потребни 5 до 6 месеци. Со ова сакам да заокружам една тема дека не е баш едноставно и дека не е баш секаде исто каде ќе го поставите имплантот и што ќе добиете за вашите пари. Откако се ова, значи ќе го испланираме каков вид на имплант ќе поставиме, ќе се договориме однапред со пациентот кои се неговите барања, кои се можностите, целата финансиска конструкција, треба да поминеме на самата постапка на имплантирање. Многу пациенти имаат фобија од поставувањето на импланти, што е еден мит, затоа што воопшто нема никаква, а доколку се испланира однапред, нема појавување на никакви проблеми. 98% од испаднатите импланти или од проблемите кои се јавуваат од недобро планирање или лекарска грешка при поставувањето на имплантот. Значи не постои, доколку однапред утврдиме, секако доколку пациентот има сериозни контраиндикации за поставување на имплант, ние воопшто не треба ни да се нафатиме да ги поставуваме имплантите. Сега, кои се тие контраиндикации? Пациенти со висок степен на диабет, кој што е неконтролиран, тешки пушачи, пушачи кои што се на антикоагулантна терапија, пациенти кои што имаат остеопороза или некои пореметувања во коскените структури, значи воопшто треба да им се објасни дека не се кандидати за поставување на импланти. Од друга страна, постојат и некои споредни, да речам, параметри кои што ни укажуваат дека пациентот не е за импланти, односно пациенти кои што се со занемарена орална хигиена, кои што немаат четкање на заби, кои што земаат лекарства поради други систематски заболувања кои предизвикуваат гингивити, воспалувања во устата и така натаму, тешките пушачи кои не сакаат да се откажат, алкохоличари и така натаму. Значи сите овие се услови кои што ние претходно треба да го прашаме пациентот и да му објасниме дали има можност кај него да се вградат импланти воопшто или нема можност да се вградат. Значи имплантите не треба да форсираме да ги вградуваме по секоја цена. Сега, како оди имплантолошката постапка? Анестезијата за поставување на импланти е најчесто локална анестезија, која што ќе ја споредам со анестезијата која што се става за пломбирање на зап. Дури не употребуваме ни спроводни анестезии како што употребуваме при хируршки интервенции или вадење на заби. Значи многу помала анестезија, многу локална, од причина што поготово во долната вилица, доколку ставиме една спроводна анестезија како за вадење на самиот зап, можеме да изгубиме чувството на длабочина на
при дрилањето на имплантот и да настане повреда на некоја од анатомските структури. Доколку тоа го работиме со локална анестезија, пациентот ќе појави сензитивност, ние ќе имаме сигнал дека веќе негде сме подлабоко и имаме можност веднаш да престанеме. Анестезиите може да се додадат секогаш кога пациентот чувствува и во 100% од интервенциите кај пациентот поставувањето на имплантот е потполно безболно. Тоа е првиот мит дека поставувањето на имплантите е болно. Значи, поставувањето на имплантите е комплетно безболна процедура. Сега, понатаму, треба да продолжиме со поставувањето на на подготовката за поставувањето на супраструктурата. Како што објаснив и пред малку, доколку самата коска ни бара одложено оптоварување, тогаш го затвараме самиот имплант со неговото капаче, кое што доаѓа сериски во самиот имплант и местото на имплантирање го затвараме. Имплантот останува потопен во коската и во устата не се познава ништо освен неколку кончиња кои што се гледа. Така го оставаме да стои 3 месеца. Постои можност каде што сакаме да формираме убав излезен профил, односно поготово предната регија, да поставиме еден абатмент кој што или некоја друга супраструктура, најчесто технички изработена, моделирана спрема устата, кај пациенти кои што имаат високи барања за естетика, и тука го оставаме отворен самиот имплант, односно се гледа таа супраструктура која што е веќе поставена или е маскирана со некоја привремена коронка. И третата можност е, како што спомнав и пред малку, кај импланти кои што ќе бидат поставени, сме добиле висок торк, односно голем притисок во коската, можеме да направиме моментално оптоварување, кое што пациентот ќе добие за неколку дена, ќе биде изработено чиста компјутерска изработка со потполна дигитализација, од 3D скенер, оди на 3D принтер привремена коронка до финалната циркониумска коронка, да се остави за самите меки ткива да зараснат околу таа протетска изработка и да добиеме една сосема нормална и здрава коскена и мекоткивна структура околу самиот зап. Болката во зглобовите често се потценува. Не представува непосредна закана за животот, не бара итна интервенција и затоа во пракса често останува на маргините на медицинските приоритети. Вообичаениот одговор на овој проблем се сведува на препишување аналгетици и препораки дека тоа оди со возраста и дека едноставно треба да се научи да се живее со болката. Меѓутоа, за личноста која секојдневно се справува со ова, реалноста е многу потешка. Болката во зглобовите влијае на основните животни функции. Го отежнува движењето, го нарушува спиењето, ја ограничува работната способност и го намалува уживањето во секојдневните активности. Со текот на времето, станува постојан придружник кој значително го нарушува квалитетот на живот. И покрај тоа, болката во зглобовите не е ништо што мора трајно да го поднесувате. Кога се пристапува сериозно со разбирање на причината, примена на соодветни препарати и менување на навиките, можно е значително да се ублажат симптомите, а во многу случаи да се врати функционалноста на зглобот. Што всушност предизвикува болка во зглобовите? Болката може да има различни причини, но заедничко е тоа што ја нарушува способноста за нормално движење. Влијае на секојдневното функционирање и често постепено се влошува, доколку не се лекува навреме. Првиот чекор за ублажување на болката е да се разбере нејзиното потекло. Остеоартритисот е најчеста форма на хронична болка во зглобовите. Се јавува како резултат на абење и кинење на зглобната раскавица, еластичен слој кој ги покрива краевите на коските и овозможува нивно непречено движење. Како што раскавицата се разредува со текот на времето, коските почнуваат да се тријат една со друга, предизвикувајќи болка, оток и вклочанетост. Најчесто се засегнати колената, колковите, рацете и рбетот. Кај ревматоиден артритис, псоријатичен артритис и слични состојби, имунолошкиот систем погрешно ги напаѓа сопствените ткива, вклучувајќи ги и зглобовите. Ова автоимуново спаление не само што предизвикува болка и вкочанетост, туку со текот на времето може да доведе до трајно оштетување на структурата на зглобот. Болката често се јавува симетрично,
например во двата зглоба или колената, а е придружена со утринска вкочанетост која трае повеќе од 30 минути. Зглобовите може да се оштетат со ненајдејна траума, но и со долгорочно преоптоварување. Луѓето кои вршат физички напорна работа и ги повторуваат истите движења, често го развиваат така наречениот пренапор на зглобовите, што може да предизвика хронична болка, воспаление и ограничување на движењето. Гихтот е специфична форма на артритис што се јавува кога кристалите на урична киселина се таложат во зглобот. Болката е исклучително силна, доаѓа наеднаш, а зглобот станува црвен, топол и отечен. Најчесто го зафаќа палецот на ногата, но може да се појави и во коленото, зглобот или лактот. Слични напади може да се појават поради таложење на кристали на калциум. Во ретки случаи, болката во зглобовите може да биде предизвикана од инфекција, обично бактериска. Септичниот артритис е итен случај што бара навремена дијагноза и третман, бидејќи може брзо да ја уништи зглобната раскавица. Се карактеризира со силна болка, црвенило, оток и покачена телесна температура. Третманот на болки во зглобовите не мора да биде ограничен на лекови за итно олеснување на симптомите. Научните истражувања потврдуваат дека одредени супстанции кои се користат правилно и долго време може да придонесат не само за намалување на болката, туку и за забавување на влошувањето на раскавицата, подобрување на подмачкувањето на зглобовите и враќање на функционалноста. Кај луѓето со потешки симптоми, забележано е постепено подобрување на функцијата на зглобовите и намалување на потреба од лекови против болки. Постојат природни форми на органски сулфур, кои учествува во изградба на сврзното ткиво. Нивното антиинфламаторно дејство придонесува за намалување на отокот и непријатноста во зглобовите, а воедно помага и за регенерација на ткивата. Луѓето кои го користат често пријавуваат помалку утринска вкочанетост и подобра подвижност. Куркуминот е познат по своето моќно природно антиинфламаторно дејство. Во зглобовите делува смирувајќи ги прекумерно активните воспалени процеси, без несакани ефекти кои често се придружени со класични нестероидни антиинфламаторни лекови. Особено е корисен за луѓе кои се борат со хронично воспаление на колената и рацете. Колагенот е основен структурен протеин во зглобовите, раскавицата, тетивите и лигаментите. Со текот на времето неговата природна синтеза се намалува, што придонесува за слабење на зглобната структура и појава на болка. Болката во зглобовите ретко се појавува ненадејно, но уште поретко поминува сама по себе. Тоа е сигнал дека зглобот е надвор од рамнотежа, или поради абење, воспаление, оптоварување или нешто друго. Она што е важно да се знае е дека постои решение, но тоа не доаѓа во форма на една таблета или чудесен лек. Преку правилен избор на додатоци во исхраната кои навистина го поддржуваат здравието на зглобовите, преку движење кое не оптоварува туку зајакнува, како и преку мали секојдневни навики кои ги штитат зглобовите. Болките може да станат поретки и поподносливи, а движењето полесно и побезбедно. Вистината фактот дека живееме во навистина стресно време, а стресот и тоа како се одразува лошо врз нашето целокупно здравје. На оваа тема во следните неколку минути ви откриваме неколку интересни, но корисни совети за тоа како полесно да се справите со стресот. Пред да се занимавате со техники за управување со стресот, важно е да разберете што всушност е стресот и како да го препознаете. Стресот е реакција или одговор на телото на перцепцијата на закана или предизвик. Ако стресот е долгорочен, може да има негативни последици по здравието, па препознавање на симптомите, како што се анксиозност, несоница, разразливост или симптоми како главоболки и замор, е првиот чекор кон негово ефикасно управување. Начинот на кој се храниме не само што влијае на нашиот физички изглед, туку и на менталното здравје. Здравата исхрана не е само броење калории, туку и внесување на хранливи материи, кои го поддржуваат оптималното функционирање на телото и умот, а суплементите се таму за да се компензира недостатокот од нив. Исхраната богата со овошје и зеленчук му обезбедува на телото есенцијални витамини, минерали и антиоксиданси кои помагаат да се намали воспалението, да се зајакне имунолошкиот систем и да се намали нивото на стрес. Овошјето како боровинки, јагоди, цитрусно овошје и зеленчук како спанаќ, брокула, домати и пиперки се богати со антиоксиданси и витамини кои го поддржуваат менталното здравје. Омега-3 масните киселини се исто така важни за борба против стресот.
Ги има во рибите како лосос, куша, сардини, но и во семките од лен, чија и јаткастите плодови. Тие се познати по своите антиинфламаторни својства. Ја поддржуваат здравата функција на мозокот и позитивно влијаат на расположението. Денес, додека постојано баркаме рокови, ги балансираме личните и деловните обврски и се обидуваме да завршиме се, едноставна хартија и пенкало може да бидат вистински спас. Листата со задачи повеќе не е само организацијска алатка, туку и моќна алатка за намалување на стресот и зголемување на продуктивност. Се повеќе психолози и животни коучи за ментална хигиена истакнуваат дека самиот чин на запишување задачи помага да се ослободи мозокот, да се стекне чувство за контрола и да се фокусира она што е навистина важно. Нашиот мозок всушност не е дизајниран да ги памти десетиците мали задачи кои се трупаат во текот на денот, од деловни електронски пошти до купување млеко. Кога сето тоа е само во умот, мозокот троши енергија обидувајќи се да не заборави на деталите, што создава напнатост и чувство на хаос. Пишувањето листа на задачи, од друга страна, го пренесува тој ментален товар на хартија или екран, ослободувајќи простор за концентрација и креативно размислување. Луѓето кои редовно прават списоци, често известуваат дека се чувствуваат помалку вознемирени и поспособни да се соочат со предизвиците. Друга предност на списокот со задачи е јасноста. Кога имате визуелен преглед на сите задачи, можете полесно да им дадете приоритет. Ова значи дека можете веднаш да одлучите што бара итно внимание, а што може да почека. Многумина го користат методот на 3 главни задачи на ден, кој го префрла фокусот од преоптоварената листа на 15 ставки на 3 клучни, што навистина ќе направи разлика. Овој пристап не само што ја зголемува ефикасноста, туку дава и чувство на задоволство кога ќе ги завршите, затоа што нема ништо подобро од прекрстување на обврските и конкретен напредок. Психолозите забележуваат дека правењето список не мора да биде строго деловно. Напротив, додавањето мали, пријатни активности како пиење кафе во тишина или пешачење половина час создава рамнотежа и мотивација. Кога обврските вклучуваат грижа за себе, списокот повеќе не делува како список за казнување, туку како план на денот, кој исто така ја поддржува вашата благосостојба. Технологијата исто така го олеснува овој процес. Постојат бројни апликации за организација на задачи, но сепак има нешто посебно во рачното бележење. Истражувањата покажуваат дека физичкиот чин на пишување има терапевски ефект. Помага да се забави темпото на размислување, да се зголеми концентрацијата и да се намали стресот. Затоа следниот пат кога ќе почувствувате дека денот ви се врти надвор од контрола, не обидувајте се да го задржите сето тоа во вашата глава. Одвојте неколку минути и напишете список со задачи, без притисок да бидете совршени. Започнете со основните, додајте ги по потреба и наградете се кога ќе го завршите сето она што сте го зацртале. Може би изгледа едноставно, но токму овие мали навики често ја прават најголемата разлика помеѓу хаотичен и мирен ден. Пишувањето листа на задачи е мал ритуал кој помага да се врати животот во рамнотежа. Затоа што кога ќе ставите си на хартија, половина од работата е веќе завршена. Тука го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и верувам дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Се гледаме повторно за 7 дена, до тогаш не заборавајте да бидете урбани.